Во рамките на своите редовни активности, денес извршивме инспекцијски надзор на два објекти од 78 градби кои постојат на територија во моментот на територија на општина Центар. Едната беше Брилијант, која беше закажена, кај што е инвеститор Брилијант Штип, беше закажена во 10, оваа во 11 саат, кај што инвеститор е Бетон Скопје. По извршениот инспекцијски надзор можеме да констатираме следно, дека инвеститорот дозволи да извршиме инспекцијски надзор во целиот објект, тоест во објектот кој е со намена Б4, односно деловни простории, и во објектот кој е со намена Б5, односно хотелски комплекс. Од надзорот можеме да констатираме следно, дека дел од објектот очевидно, тоа можеме да го потврдиме и инспекторите да го потврдат со мене, пошто не ни беше овозможено до крај да ги извршиме своите активности, не ни беше овозможено фотокод документација да направиме, е пуштен веќе во употреба, што беше и кажано претходно на наша страна, зашто ќе видиме согласно законските прописи на инвеститорот што мерки треба да се превземат, и сега се наоѓаме под споредиот објект кој цело време го збориме, односно на стрешницата од нивна страна или балконот од наша страна, да видиме што со тоа. После овој инспекцијски надзор ќе бидат донесени соодветни управни акти кои ќе значат на инвеститорот да се нареди усогласување на градбата согласно издадениот и одобрен проект. Како за подсетување, или само да споменеме дека градоначалникот на град Скопје се повикува дека он е надлежен да ги издава тие одобренија. Да, ние викаме доколку постои во програмата за урбана опрема и доколку има одлука на градот Скопје, тоа до сега не сме го сретнале, значи не е до нас доставена така одлука на градот, и во програмата за урбана опрема 2014-2018 го нема. Само како иронија да кажеме дека град Скопје ги ставил шпанските скали во таа урбана опрема и го заборавил балконот на седиштето на собствената партија. Понатамошна постапка ќе биде се испитано согласно законските прописи, ќе донесеме управни акти кои, пак ви кажувам, ќе значат усогласување на градбата согласно одобрениот проект. Поведе така на прашање. Само роковите, значи сега од денешниот инспекцијски надзор, постојат ли рокови до донесување на тие управни? Значи, постапката за донесување на управните акти е следна. Ние, ради специфичноста на објектот, ради сето тоа ќе се обратиме до град Скопје да ни достави ако има такви акти, односно одлука на совет и се друго што претходи, за да може градоначалникот на град Скопје да се повика дека он е надлежен да го издава тој акт. Во сегашните комуникации не се сретнале тоа. Што они ќе ни одговорат писмено, нашиот инспекцијски надзор ќе биде завршен. Ние констатациите ги правиме денес, но за да донесеме соодветни управни акти, ќе мора да се обратиме до другите институции да почекаме одговорот. Да рековте Б4 или Б5 е пуштен во употреба? Значи, објектот овој кој стоиме позади нас е Б4. Значи, деловните простори се пуштени во употреба. Иначе, од тоа што можеме сите заедно да го видиме, внатре е фасцинантно изработено, опремено и сето тоа да не се секираат и старите поддржувачи на ДПМН, нивниот бивши лидер Лјупчо Гиевски се наоѓа на една од сликите на. Тоа можеме да го констатираме како и сите други. Втор пат правите надвор, втор пат вакансија меѓу умите. Што утврдивте првиот пат, дали се неследностите утврдени тргнати од првиот пат и дали сега единствениот проблем е оваа зграда, оваа настрешница? Значи, првиот пат, како што сообщивме и тогаш до медиумите, дека не ни беше овозможен увид во овој дел на објект. Затоа ние излеговни со сообщение и затоа го најавивме овој инспекцијски надзор недела дена претходно. За да на инвеститорот, значи, да ви биде кај општина Центар, странка е инвеститор Бетон Скопје. Ние мора да извршиме надзор и тоа денес не беше возможено.
Забелешките што ќе произлезат од денешниот ден на инспекцијскиот надзор, пак кажувам дека во соодветна постапка ќе бидат донесени соодветни управни акти.